Првото гето, првата поделба ја прават римјаните на 4 дела и не дозволуваат никаде со никој да контактира. Второто гето е Букуреш 1913 година. Не може да дојдат до книги. Ова мое, она што јас го пронедов и онај мој пат ова деценија е патот низ кој го помина Владо Павлов низ спеколот. Али, сепак, со помош на Всевишниот, дојдов на многу битни докази за да денес без страх, без лакно на јазикот, им кажам на змијата дека не и се плашам и дека Македонија и светоста на Македонија и на целиот македонски народ во целиот свет ќе победи и дека Македонија, како што семитите го направија тоа со Израел, нашите македонци дупло повеќе ќе дојдат во нивната земја Македонија, штом се докаже ова вистина за Кутлеш, за Бела, за градот Бион. Едноставно треба да сватиме. Најголемите историчари пишувале, ако лажат тие лажи и Владо Павлов. Јасонија е територија која што денеска во Јужна Македонија, која што денеска Егејска Македонија. Не сакам да го употребувам терминот Егејска Македонија, али морам за да бидам сватен. Паонија е територија денешна Македонија. Тракија е територија после Дунав до Варна. Што значи? Матеа вели областа Еге или Ајгај се наоѓа во областа Матеа, а Матеа е област во Паонија. Значи Паонија. Не пишува никаде дека областа Матеа е во Јасонија. Од овде секој може да дојде до заклучок дека Македон, обединителот, е син на Дион или Паон, што значи изгреј светлина, а Паон, он е светлината, е роден од Паонија. Од на обединителот, татко му Дион, враќајќи се од медија, му дава територијата која што го дозволила најубав афион. Денес во целиот свет ова територија обедувала најубав афион и најквалитетен, сосема идентично на Југославија. Не случајно Тито ја уништи таа култура, која што 2 милиарди профит има денеска, ако ја вратиме во Македонија, за кој што даваме еден апел во нашите браќа од прогонот, да го воскресне на афионот, кој што да учествуваме со изработка на медицински научни потреби од морфиумот и заедно да се обединиме, да бараме оштета од Обединетите нации преку 4 до 5 милиарди евра, зашто Македонија овие години наблюдувала афион, бидејќи Обединетите нации дозволуваат да се одведува, но по единствената конвенција на Обединетите нации треба афионот да биде контролиран. Тоа не сакале да го направат во Титова Југославија и требало да се уништат многу локалитети, па ги уништуват оној селски туризам и луѓето се враќаат, луѓето доаѓаат во градовите, се со една причина да се уништува Македонија. И една од најбитните гранки, тогаш Македон станува крал на Македонија, првата Македонија, нели по кралот, по Цезарот, се добива името Македон. Македонија, територија на Тракија и денешна Македонија. Подоцна, нашите јасионци, исто од коренот на Илија, или Ил, светлината, се обединуваат со Македон и тие стануваат македонци. Тоа е првата територија Македонија, по нашиот родоначалник Македон, значи денешна Грција, Македонија и Бугарија. И затоа ја како Владо Павлов уште многу одамна имам донесено одлука дека наместо референдум ние треба да поднесеме инициатива во Бугарија, во Грција и во Македонија да има референдум за федерација на држави, каде што заедничкото културно наследство, заеднички археолошки туризам, поврзан со Дионис и со Македон, ќе не обедини, а не да не раздели. Во спротивно, Македонија секогаш ќе биде вака и секогаш нема да се дојде до вистинско решение, бидејќи тоа е она прва територија која што е составена од првото царство Македонија, територија Тракија, Бугарија и Јасонија и Тракија, Паонија и Јасонија или денешна Бугарија, Македонија и Грција. И само ќе шетаме во прашума, и само ќе се губиме сите ние пасашки народи, се се на цел да исчезне Македонија. Да, само момент. Објаснете ни повеќе. Прво, две прашања имам. Прво, конкретно не одговоривте на прашањето зошто се постави референца сега и на Александар Македонски, привремено име. Друга работа,
Објаснете ли нешто повеќе за таа федерација што велите, не ни е нешто јасно? Референцията за името Воин на конј е слабост на нашите институции. Референцията е слабост од проста причина што 20 години после наголемиот митинг 94 година во Солун, кога кажа јужниот сосед дека Александар, искупините во Кутлеш се наши и тоа е наша приватна собственост на никој друг народ во Балканот, ни на вас во Македонија, дека Александар е станица на светската цивилизација, преку Александар на целата денешна европска заедница, кој што е основа на целата култура во денешна Европа. Никој од институциите не сакаше до ден денеска да се спротистави. Ние, се уште нашите политичари овие 20 години продолжуваат со истото темпо. Без факти, без аргументи, никако не сака никој да се спротистави. Ако се најде нешто до ден денеска, ќе се присвои, ќе се качи дека од римски период. Последните докази со фалангата, акцијата што беше, во Кочани има одземено Пегас, бронзена статуетка, има одземено Дион како седи на Пантер и Менада. Ова се тие клучни три елемента кои што Владо Павлов потврдува дека Кочани е Ајгај или Егја, градо на Егејското езеро. Наеднаш се појавија дезинформации дека тие биле фалсификат артефакти, а толку јако ги најавија со милионски суми. Сега овие три значени артефакти кои се поврзани со желката, со грифонот, наеднаш станаа фалсификати од Бугарија. Само да не се откриела вистина. И последно кажувам, се плашам дека споменикот некоја друга цел, дека споменикот е поставен за нешто друго. Зошто мислите конкретно, можете да ни кажете? Па кажам, да не си, па кажам, јас ги предупредувам сите и повикувам. За промена на името мислиш? Молим? Промена на името мислиш? Со споменикот ќе се дојде до промена на името или не? Па дајте луѓе, името е више уште пред 2 години завршена работа, само што не можат да сватат, не можат како да го направат тоа. Не знаат не може никој да го смени, не може никој да го објави. Како да го протнат, не знаат, така? Да, значи воинот на конј за мене представува најголемата слабост за сите нас како македонци во целиот свет и секој треба да застане и да каже јавно и гласно. Сите имаме право. Значи, кога кажав кралот на кралевите, царот на царевите на македонците, значи зборувам за цел Балкан. Целиот Балкан е бил Македонија. Значи, ја не оспорувам, јас не кажувам дека Александар е само мој на нас тука паонците кои што се основоположници на македонизам и Македонија денешна, него тоа е право на сите. И на крај крајва Александар е македонска светска личност. Спомнав се некоја федерација, сега малку збунувачки е да објасниме за слушателите. Македонија си е Македонија, се знае Македонија, ето до 2013 е поделие, таа е Македонија. Пред тоа, знаете, Македонија од секогаш постоела, но Грција, Бугарија, Србија показно постанали како држави. Сега, но што мислите ви каква федерација? Мојата идеја, јас кога ја кажав уште пред 2 години, гледајќи ги овие проблеми и нудејќи го спасот на Балканот е Федерација Царство Македонија. Значи, обединета Македонија, така? Да, Царство Македонија, ни република, не ништо. За мене република е најголемата грешка на моите дедовци и линденци. Добро. Да се доближат до англосаксонските максонски ложи, се го преземале републиканскиот систем и знаеме што се деси. Добро, во таа Царска Македонија кои делови треба да паѓаат? Или спаѓаат држави, како е, да објасни? Или се спојува... Па за да постои царство мора најмалку да има 6 кралства. Значи најпрво мора да се, значи најпрво треба да има референдум. Значи не референдум за промена на името, него референдум за прогласување на федерација во Грција, Бугарија, што ќе се даде и на останатите држави на Балканот. Референдум со кој што заедничкото археолошко наследство и заедничкото културно наследство ќе не двои, а не да не разедини. И имаме право за тоа сите. Мислам територијално. А сега ако одиме дека азијатите од Нил, од Етиопија дошли во Грција, ако одиме дека монголите, татарите дошли во Бугарија, ќе се изгубиме. Јас борам за територијата на Балканот, дека е Македонија. Значи, каде се македонците тогаш? Молим?
ако се направи како што велите вие, царска Македонија, што велите дека треба да има најмалку 6 царства, така? Сега, Да. ето, едното царство ќе биде Грција, другото царство Бугарија, другото Србија. А ќе се викаат царство Македонија, така? Онда Да. Македонија, царството на Македонија која ќе биде? Главниот хегемонен секогаш ќе биде поврзано со царството Македонија, како што е било секогаш, федерација на држави. Значи Што е била Филипова Македонија? Значи Атлантида што е била? Федерација на држави, кај што центарот бил главниот хегемонен е било па тоа че Атлантид. тоа е ти Молим? тоа е исто како добро, да не Европска унија. не, Европска унија. Тоа, значи македонците никаде нема да ги имат. Тоа само ние како Како може да ги нема, па македонците сами ќе се јават? А па тоа онда и србите ќе бидат македонци, така како грците што викаат и ние сме македонци сега. Оригиналните. Па србите потекнуваат освен оние србите слугите, територијата на Србија е Трибалија. Трибал е син на Паун. Одар е син на Паун, црногорците. Србите, грците со и бугарите, сега се срби, бугари, грци, тие нема да дозволат ништо друго. Тие одат само ние да не бидеме македонци. Сега со таа идеја, јас мислам дека е погрешна идеја, дека нема да, мислам да штета е за нас. Додека не направиме ние држава, вистинска држава, до тогаш не можеме да разговараме за некои соединување. Океј, јас се согласувам. Ако Владо Павлов и фалангисти се управо, дека гробницата на Филип е во Кочани, а не во Кутлиш, како што велат. Добро, ај Ако таа истата гробница не доведе, извинете само момент. Ако таа истата гробница не доведе, пошто во близина и Александар Македонски, како ги се одвива процесот со македонците во целиот свет за царство Македонија? Значи, инициирачката каписла е гробницата, за кој што институциите се уште молчат и знаат која е целта на фалангистите, невидливи во Македонија. Ме разбираш, Дончо? Те разбирам, јас само да. Друго е тоа сега, ако се докаже тоа, значи ќе се докаже потеклото. Она е докажена, само не сакат да покренат иницијатива. Треба Владо Павлов да спаѓа сам, за да направи проблем и да се сукоби со државата. Ме разбираш, јас го немам тоа право. Мојот секор е завршен, моето истражување е завршено, моите докази се завршени. Вториот секор е државата. Не разбираш што сакам ти кажам? Да, разбирам, ама со тоа другото е малку контроверзно со таа федерацијата што спомнаш. Само тоа. Не, ништо контроверзно. По-контроверзно е ако дојде матичниот брод и да не собере сите и да не фрли у новиот пекол. У новиот потоп. Тоа ќе биде многу по-контроверзно ако не знаеме да се обединиме македонците у целиот Балкан. И тоа ни очекува. Тоа е таа 2012, тоа е тоа пророчанство. Тоа е веќе овие други, сакам да спомнам, Србија, Бугарија, Грција, тие се веќе, знаете, како демна. Како размислувал Александар Македонски со космополитизмот? Така како ти се веде дочели? Ама не сме во таа моќност сега. Не гледате сега, ево, се прави споменик од 10 милиони колку таму вредеше и не му се стават висте да веќе толка храбро се прави се па. Јас се согласувам дека Тоа е тоа сега. Јас се согласувам дека се злоупотребува Александар Македонски. Па немаме луѓе, немаме лидери, немаме ние ево све околу нас олоши, брат со брата се јадат. Ево гледате и во парламентот што се случи завчера, на пример. Се амнестираа терористи. А што треба да се случи кога се контролира Институтен центар? 99% се масони. Па тоа се знае дека се контролира. И кој е крив за тоа? Ние обичните смртници што не сакавме да бидеме масони